2 февруари, понеделник, добро вечер. Прва работна недела од овој втор месец од годинава. Го стартуваме денот со две важни вести. Едната е дека на територијата на Србија е заплената марихуана 5 тони, која дошла по потекло од Македонија. Истрагата е во тек. Доцна вечер во обвинителството наше соопшти дека оформува предмет. Исто така, денеска имаме информација дека конечно во четврток синдикатите и премиерот треба да седнат на заедничка маса и да ги договорат платите, усогласување или зголемување. Тоа ќе биде една од темите на вечерашната емисија. Одам со најава на гостите, од мојата лева страна, Љупчо Пренџов, пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за можноста и поздрав се што не следате. Десна страна опозицијата, Јована Тринчевска, СДСМ. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Реџеп Исмаил Хактан од Левица. Добро вечер. Добро вечер. Економски се договаравме, но бурни се кај нас деновиве и почетокот на годината, кога најавив две важни вести. Една од нив беше и Чебрен и Галиште повторно се актуализира како тема, како национален стратешки проект, па една изјава денеска на министерката Божиновска предизвика внимание, кога рече дека се уште се прават буџетски математики, дали државата ќе биде инвеститор или ќе се бараат нови инвеститори. Овој проект е сам по себе тема за дебата и мислам дека енергетиката веќе утре ќе биде во фокус на анализа кај колешката Трпчевска. Јас сакам да влезам со она што мислам дека заслужува внимание. 5 тони марихуана во Србија. Една од конструкциите дека била набавена во јануари на територијата на Македонија и оттаму била транспортирана. Уште имаме дефицит на целосни информации, но она што го знаеме дека се работи за 5 тони кои веројатно не предпоставуваат едно комбе кое треба да излезе од наша територија, туку камиони. Сега во исто време денеска и веста дека владата основа Национален совет за финансиски истраги и конфискација на имот како дел од тој фронт за борба со криминал и високопрофилен криминал. Малку подолг вовет, но сакам контекст да дадам. Најпрво еве како 5 тони дали не изненадува ова, тој филтер да се помине граничен, почувам со представник на власт. Видите, кога се работи за криминал и корупција, кога се работи за дрога и вакви количини на дрога, нема врска кој е представник, дали си на власт или на опозицијата, секој еден честен граѓанин тоа го осудува и бара да се реши ситуацијата што е можно побрзо. Она кое што јас имав прилика да го видам, а тоа е дека српскиот министер за внатрешни работи кажа дека таа дрога која што е заплената некаде село Врчаце, како беше, не знам точно, во околу Крушевац на територија на Република Србија, да доаѓа од југот, дали Македонија и Албанија независно, така тој ги спомена. Она кое што го видовме денеска е тоа дека веднаш неколку часа по запленувањето на тоа огромно количество на дрога во Србија, српските власти заедно со јавното обвинителство во Република Македонија веднаш почнале истрага и јас се надевам дека сите оние кои се директно или индиректно вмешани во овој случај, а се државјани на Република Македонија, ќе одговараат што е можно побрзо пред лицето на правдата. Второ, делот на висока корупција кој што го спомнавте, нешто сосема друго. Тоа е дел на оние кои што ние како граѓани ги бираме да не водат, а изминатиот период и тоа како наместо да не водат повеќе не крадеа, значи дека се создава во владата она што е борба против корупција и конфискација на имот, така што јас лично не гледам никаква поврзаност помеѓу тие две работи. Ова е класичен криминал, дрога, шверцување на дрога, барам одговорност од прв до последен, директно или индиректно вклучени. А за втората тема, оние 50 кривични пријави кои што ги има веќе во институциите за поранешни функционери кои што го краделе македонскиот народ, тоа е тема која што се разбирам дека ќе ја зборуваме вечерва на некоја друга емисија. Добро, Тренчевска, јас пробав да направам контакт меѓу овие две работи во смисла механизмите на државата и на власта која и да е во битката со криминал, без разлика. Но многу е важно, почитуваната одеска, многу е важно. Сите оние за оваа дрога, како и за овие претходно 50 случаеви, кои што директно или индиректно имаат било каква поврзаност со транспорт, производство или дистрибуција или како тоа се оди, да одговараат што е можно побрзо. Така се паќа пораката која што зборуваме изминатиот период дека во Република Македонија не се исплати да се прави криминал. Добро, Тренчевска и Исмаил.
Пораката што власта ја испраќа е дека едно зборува, друго прави. Таа робусна акција со криминалот што ја слушаме веќе наназад година и пол, ствари се покажува со овој пример и со низа други примери во минатата година и пол. Прашањето овде е 50 тони марихуана. 5 тони. 5 тони, се извинувам. 5 тони. 5 тони. Како поминале низ границата? Кој ги пуштил низ границата? Не можеш 5 тони во една кола, дури не можеш ни во еден камион. Тоа се неколку камиони. И тука е прашањето како ние го имаме Safe City. Така? Со камери на секаде. Како не може да се открие кој е одговорен за пропуштањето на овие камиони низ границата, пошто и српското обвинителство излезе со информација дека низ Македонија е помината оваа пратка, да, и треба да се апсолутно да се најде одговорните, верувам дека не е еден, и да се утврди, власта треба да утврди како овие камиони поминале низ границата. Не може да го скриеш во кола, во гепек, оваа се неколку камиони кои што поминале низ границата, така да целата и денешното формирање на оваа комисија, Национален совет за борба против корупција, е навистина смешно, затоа што едно зборуваат, а сосема друго прави власта која се работи за корупција. Добро, во овој дел Исмаил, коментар? Па, има многу да се зборува за ова, но јас ќе се обидам да видам краток. Значи, самата количина на недозволено средство кое што поминало низ Македонија, а не е фатено кај нас, доволно зборува, како што кажа и колешката, за тоа колку навистина е во борба со криминалот оваа гарнитура. И ова формирање на паралелни институции од системот како Национален совет за борба против корупцијата. Мислам, зашто ни е потребно тоа? Нашите органи сега што постојат не функционираат. И после утре истата таа власт ќе се жали зашто постоело СЈО, па тоа ги минирало нив. А ние сега истото го гледаме по тертипот на формирање на СЈО, исто се формира уште една паралелна институција во веќе постоечките органи на власта кои што се задолжени за тоа. Сакам да кажам дека во Македонија сите овие скандали со црни пари, например, 350 милиони илјади евра за дзидани, што мислите, од кај доаѓаат тие пари? Па тие не се луѓе кои што ги врваделе од банкомат, тие доаѓаат токму од ваквите црни нелегални бизниси на шверцување на дрога и други работи кои што се случуваат во Македонија, извини, и овие пари многу важно се користат не само за корупција во судскиот систем, туку и за политички подкуп, што ние го гледаме на секои избори и во секој еден подолг процес на политичка криза во Македонија. Да, само за случајот Ристов да кажам дека бранител вери дека тие пари се од родителите стегнати преку продажба на земјоделско земјиште. Добре, сега ние треба да проверуваме во тоа. Да почекаме да се потврди или негира, но секако и таму има отворено предмет. Да, Пренџа. Кратко само, мислев дека кога треба да се здружиме сите околу вакви девијатни појави како марихуаната, ќе се издигнат над себе колешката од Социјалдемократскиот сојуз. Инаку, ако ние зборуваме за марихуана во Македонија и за тукаво производство на марихуана во Република Македонија, знаете, барем јас 10 пати во ова исто студио сме биле жестоки противници на фабриките за марихуана, кои што другарот на господинот Нешка Зоран Заев ги даваше и 75% беше директно и индиректно вклучен. Но јас реков да видиме на кој што ќе излезе. И само ќе потсетам и друго. Од Америка, од ДЕА, дојдоа чипсио вашот прилеп за марихуана да го апсат по патиштата со огромни количества на марихуана. Мислам дека треба определени грешки, определени девијатни појави кои што ги имавте како партија и како влада и не ги песате како држава, да си ги признаете, да се извините, да се надминете себе си, да се издигнете едно културолошко ниво на политичка дискусија во кое што ќе поздравиме тоа што конечно обвинителството неколку часа, не неколку месеци како во ваше време, отворил устера. Многу принципиелен и реков, секој оној
кој што е директно или индиректно поврзан со производство, со транспорт, со дилање, со логистика за оваа дрога да биде изведен полицијата на кој да одговара. Вие почнавте да зборувате Safe City, Скопје, прво не знаеме од кај минело, дали минело низ Македонија. Се тоа предпоставки, се тоа предистрага и предпоставки се не. Точната изјава на министерот на вътрешни работи на Србија беше доаѓа од југ, од Албанија или од Македонија, независно ќе видиме најверојатно. А вас кога не ви одговара. Ја не абстинирам Македонија, не абстинирам Македонија, не се кога не ви одговара, вие знаете вие во Македонија кој е најголем производител на марихуана и точно знаете ваши партиски другари од Америка доаѓаат да ги апстат чипсио, да го апстат со багажник полн со марихуана. И јас не сакав тоа да го зборувам, бидејќи прво не е тоа темата, второ не личи на пратеници како тетки на чешма да си предпоставуваат и меѓу себе се обвинуваат на предпоставки кои што не се сигурни дека се случиле. Она што е сигурно, не мора да имаме дигнитет, само да завршам уште една реченица. Така, уште една реченица. Она што е важно е дека правителството на нашата држава за 5 часа отворило сериозна истрага и очекуваме, ние треба да притискаме како јавни личности, како пратеници до нив, да што е можно побрзо, од прв до последен ги откријат. Немојте да фокусирате кога власта е фатена во криминал. Како в криминал власта е фатена? Ова мора да го дозволи некој да 5 тони Како се извинувате после? Како власта е фатена во криминал, колешке? Власта е фатена во криминал. Како власта е фатена? Па вие сте власт сега. А како ние сме фатени во криминал? Вие сега кога како сме фатени? Власта е фатена во криминал. Ова се тешки квалификации. Изборувате за не знам за пред 5 или 6 години. Ова е дефокус, по тоа бе тужат па се извинувате. Колега, јасно е кажано во соопштението дека потеклото на оваа дрога е од Скопскиот регион. Ќе видиме што ги за на крај. Скопскиот регион. Да не ве снема и вас после на медиумите кои некои други колеги ваши. Не за времето на СДСМ. СДСМ сега е во опозиција. Вие не учите од грешките и вие дозволувате 5 тони да поминат така лесно, мора да го знаел некој, мора некој да дозволил да поминат. Ќе се истражи и ќе се одговараат сите. И затоа се истражи. Не, ама кога не ви одговара вас, кога вие сте фатени во криминал, ми зборувате за грешките на СДСМ. СДСМ е во опозиција, колега. Експанзијата на марихуана и марихуанизирање на Македонија заедно направи, само ви кажувам да знаете. Сега вие се однесувате како стринка на чешма. Не, точно, не сум ја таков. Упаѓате, не јас да се искажам. Да, ве молам, само Пренџов ме интересира да се сослушуваме. И да се сослушуваме. Се разбира на Исмаил дека владата на некој начин денеска со ова тело, каде што бидовме нели и министри и вице-премиери таму високи, дословно насловот беше Национален совет за финансиски истраги и конфискација на имот, прави пандан на функционалните институции со формирање на вакви тела. Не е точно. Не припадам никаков. Не е точно. Видете вака. Прашањето на вашиот колега пратеник. Не е точно. Сакам да прашам бидејќи никој на никого не прави пандан и никој не создава нови институции. За да се создаде нова институција, таа треба да помине во рамки на собранието на Република Македонија. За таа се постои институција како институција, треба да се има буџет, треба да има управител таа институција, така? Значи нова институција не се прави, тоа е лага. Тоа е прво. Второ, ако вие како политичка номенклатура, тоа сме го зборали овдека, имате повеќе од 100 кривични пријави во обвинителството за поранешни функционери, високи функционери, кои што наместо да го водат, го краделе македонскиот народ, нормално е вие како држава, како власт, да дадете поддршка, да дадете целата логистика согласно закон, за овие работи се убрзаат, бидејќи народот е желен за правда и народот сака да знае. За да се забрзаат процесите. Па да, денеска беше многу убаво беше објаснето, значи пак ќе ве молам, не се прави институција паралелна. Немојте со СЈО. СЈО се формираше во собрание. За него гласаа пратеници, тоа имаше управител, значи ве молам да бидеме прецизни. Добро. Да бидеме прецизни. Сега или јас лажам или премиерот лаже. Најави дека формира нова институција, односно национално тело за борба со корупцијата. Добро. Тука, значи, со вакви паралелни процеси се разводнува одговорноста. И кога доаѓаме за одговорност, ние имаме дури и лица кои што се осудени и на крај владата, односно начело со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски не може да ги уапси, односно бегаат од држава. Прво беше Груби, втор беше некој осуден од Беса Транс,
Значи, тука имаш мал милион луѓе, дури и кога на најтешкиот процес ќе се изгура до крај да имаме правосилна пресуда, тие не одговараат, туку едноставно си преминуваат граница. И ние знаеме кој ги пушта тие. Значи, вие не можете мене да ме убедите дека некоја структура на владеачката гарнитура не била вмешана во ова да помине 5 тони на марихуана. Тоа не можам јас, нема да се согласам со такво нешто. Дозволете, кога сакаме да не се заврши некоја работа која што треба, формираме комисии, национални совети и се друго да се заакнете институциите. Па за време на буџетот и пред буџетот, судството, институциите во рамките на судството бараше од владата буџет за да се заакнат внатре, а не владата да се меша во работата на судството и да врши притисок. Така да ако искрена намера имате да се зајакнат институциите, требаше во самиот буџет да одредите средства за да можат внатре да се зајакнат со човечки ресурси, а не со формирање на национални совети. Фронт за дебата, премиерот се изјасни околу платите и финансиите за судството, тука се води битка за финансирањето и начинот на финансирање на правосудниот систем. Не, која битка се води? Овие барат, владата не им дава, барат со години рана. Уште една работа во интерес на... Тоа е лицемерието на власта, дека не сака да има јако судство. Уште една работа во интерес на гледачите на оваа емисија. Јас, мојот демократски капацитет дозволува да секој си има свој став. И јас сум спремен да било кој од опозицијата нападне на начин на кој сме дека треба нападне. Но кога се ради за фактите, сакам да изрично кажеме дека правосудно никој не е со правосилно осуден и избеган од Македонија. Да видиме, сакам многу прецизни кога разговараме, бидејќи многу е лесно вие да фрлите пердови, при тоа да немате никаква одговорност, па потоа некој друг се објаснува. Може да разговараме со определени случаи, но дека во Република Македонија некој во овие години и по што е правосилно осуден на казна затвор, избегал, таков не постои, колега. Да видиме, сакам само прецизно, имате вие право на став, тоа е неспорно, јас го почитувам вашиот став, но не почитувам инсинуации кога се ставаат. И сега, ама не знаете како сега, видите вака, преческа власт може би е смешно. Не е смешно, но јас сметам, и само завршам, ве молам. Но јас сметам дека кога ние јавно ќе кажеме еден збор, тој збор треба да биде проверен, треба да биде точен и оној кој што не следи политика, денеска имал други работи, дошол, отворил да гледа да види што ние ќе кажеме, очекува дека тоа е вистина. И не треба да манипулираме, разбирате? Став да имате волета, ама немојте апсолутна вистина лага да биде. Руби избега, осуден од Беса Транс избега и уште неколку луѓе. Ама не им дадоа шанса да бидат правосудни и ги пуштија пред да бидат да почне судски процес или било што. Така да не се вадете, колега. Тренчевска, сакам да прашам СДСМ, мислам по втор пат подготви или подготвува, поднесува предлог закон за пораст на платите, на минималната плата, да бидам прецизна. Ајде да почнеме со коментар. Денеска интересна беше фотографијата на Слободан Трендафилов во канцеларија сам, како го чека премиерот од владата. Подоцна имаше соопштение дека не знаат кога чека Трендафилов, кога нема договорена среда. Она што е важно дека сепак е договорен состанок во четврток, мислам, во пополневните часови. Намаса зголемување на платите, пораст на платите и во јавен сектор и минималецот од 600 евра. Сега прашувам прво дали се надзира некој договор. Вака, вие сте биле министер, знаете како да тие работи. Сите овие изјави што ги слушаме деновиве, договор се повикани на состанок, УПОС, меѓутоа со услов. И тоа е уцена. Тоа не е можност за преговарање, за еден социјален диалог помеѓу владата и синдикатот, затоа што во понудата која што ја дава премиерот, дава и услов. Да се избрише колективен договор. И тоа е уцена. Вие ги викате на социјален договор, да имаме диалог помеѓу релевантните чинители со услов. Што бара премиерот да се избрише за кој дел од и тоа не се случило досега во историјата на колективна социјалниот диалог.
Јас не знам, овие правниците, советниците на премиерот, зошто вака го советуваат, за да вика на договарање, меѓутоа со услови. И кој е условот? Да се избрише членот 13, кој што беше ставен таму да воспостави систем на постојан раст на платите, за да нема ниту уцени на синдикатите, ниту пак да се користат администрацијата за време на избори со секакви манипулации и уцени, туку да имаме систем кој што независно од тоа кој е на власт, кој е министер, кој е премиер, платите ќе растат согласно растот на просечната плата. И многу е јасна одредбата, јас не знам... Премиерот вели недоречена, нејасна и одредбата е многу јасна и се вели коефициент на сложеност, кој што треба да се утврди во рамки на социјалниот диалог, коефициент на сложеност и просечната плата. И јас не знам што е нејасно овде, ама имат изговор дека е нејасно за да на крајот нема никаков договор. Ова што се нуди не е 40%, 40% зголемување на платите на 7700 вработени ненасите во државната администрација, во органите на државната управа, било за 4 години. Да, динамика има, да, ќе прокоментираме едно по едно. Хактар? Па околу ова за мене најголем проблем и разочарување е тоа што владата практично се дистанцираше од улогата во социјалниот диалог со изговор дека ако се договорат бизнисот и работниците, па како очекувате да се договорат бизнисот и работниците? Значи, капиталот никогаш по своја волја нема да им исплати. Зошто владата тука треба да посредува? Има некоја логика во тоа што вели премиерот, например, и владата, нека седнат работодавачите и работниците, односно синдикатот, нека договорат, ние како влада поддржуваме секое решение што ќе биде договорено од двете страни, бипартитно како се вели тоа е стручно. Значи, не, вака ситуацијата е следна. Доколку е така, онда зошто им е потребна воопшто владата? И зошто е воопшто потребна владата во државата? Ако не да ги принуди работодавачите да исплаќаат одреден минимум на плата. И минималната плата е исклучителна одговорност на владата, затоа што таа е законска материја, таа се носи во собранието. Значи не може, ако вие донесете таков пропис по предлог на владата да дојде во собрание по барањето на синдикатите дека минималната плата треба да биде најмалку 600 евра, да дојде во собрание, да изгласаме, од тогаш натаму сите работодавачи, приватни или јавни, ќе мора да исплаќаат плата до тој минимум. Значи тоа не е оставено на волјата. Се имаме проблем тука што една наивна влада десничарска ги смета македонските бизнисмени за патриоти и очекува од нив они да покажат национална свест, па доброволно да се откажат од своите луксузи и да им дадат на работниците, што минималната плата е најниска во регионот. Ако ние имаме, како што вели премиерот, најдобра економија на Западен Балкан, зошто онда ќе имаме најминимална плата од сите во цел регион? Ќе направиме компарација и со инфлација. Пренџов, 600 евра, сега да разграничиме малку, една е темата за платите во јавен сектор, за ова што очекуваме средба, нели, во четврток, но друга е минималната. Еве сега влеговме во темава, ајде за минималната плата. 600 евра бара синдикатот, тоа е зголемување во однос на сега за некои 40%, колку повеќе можеби. Прво барам маце време да ми даете. Ова е многу сериозна тема. Зошто? Да бидеме свесни дека ниту капиталот може без работникот, ниту работникот може без капиталот, и тие се меѓусебно поврзани. Во Република Македонија имаме работодавач, ако најголем работодавач е сепак државата и приватниот сектор. Во поглед на државните вработувања кои што ги имаме, ние имаме политика на многу чесен однос кој секој еден синдикат, кој што беше во владата овие 2 години, во кој што велиме некако Јована Тренчевска, некако Славјанка Петровска ќе подпишеме колективни договори, па другите ќе реализираат. Ние велиме вака: ние добивме повеќе од 400.000 гласови, ние сме свесни за нашата одговорност. Прво дојдоа преговори од образование. Добија кумулативно до крајот на нашиот мандат за 4 години околу 48%.
Потоа беа социјалните работници, добија околу 20% покачување, исто околу 40% добија од здравството покачување на платите, 10% добија во МВР вработените, целосно се исплатени сите пари кои што пред одење ги подпиша тогашниот министер за одбрана Славјанка Петровска во рамки на одбрана и на армијата и практично законот за минимална плата кој што го подпиша, мислам дека вие го подпишавте како тогашен министер за труд и социјална политика Корешки Тренчевска, кој што кажа дека еве сега правиме ние законско решение заедно со синдикатите за утре кој да биде на власт да не може да си игра играчки со минималната плата во Република Македонија. Власта се смени и ние во целост го почитуваме она кое што го договори Корешката Тренчевска заедно со синдикатите. Добро. И тука да бидеме треба на чисто. Вториот дел, околу оние кои што се работени во приватниот сектор. Ние принципиално велиме овака. Прво, има два економски постулати, вие подобри од мене ги знаете, дека доколку има повисоки плати во приватниот сектор, тогаш еден од најголемите покрај семејството на тој кој што ја зима таа плата и државата добива повеќе. Зошто? Бидејќи тие средства работникот ги зема, ги троши, а државата преку даноци, преку ДДВ повеќе троши, повеќе пари прибира во буџетот. Но одговорна држава вели: дајте вие сега седнете како работодавачи и како работници, направете еден диалог и она кое што вие ќе се договорите, ние ќе го почитуваме како држава. Зошто? Бидејќи во Република Македонија за разлика од 90-тите, само ще две реченици. За разлика од 90-тите години, сега колку им треба работно место на работниците, толку им треба човек се вработи и на оние кои што даваат работа, тоа се сопствениците. Што јас мислам? Ако вие сакате да помогнете на вашиот синдикат, да помогнете на оние кои што ги застапувате, вие мора да имате искрен однос и да седнете да разговарате со приватниот сектор во рамки на институции, односно во рамки на тркарезни маси, односно во рамки на места каде што ќе имате добра волја и ќе најдете компромис. Според мене, ова што сега се случува е далеку од желба за реално решавање на работите, бидејќи ние имаме моментално една какафонија оставена на сите оние кои што сметаат дека новаа тема во матно можат да изловат некој ситен политички поен, а при тоа никој не ја сваќа колку е сериозноста на ова прашање. Бидејќи пак ќе ви кажам, од односот на капиталот и на човекот, нивната заедна синергија зависат многу работи во општеството и во државата. И ние велиме да не се мешаме како партии, само една реченица, да не се мешаме како политички партии, да се говорите вие, а ние тоа ќе го почитуваме. Добро, ајде идем поеден. Ве молам, идем поеден. Добро, само да дадам јас свое видување. Ние имаме трипартитен социјален диалог. Така е дефиниран во државата. Тоа значи влада, синдикат и работодавачи. Не може владата да бега од одговорност, да посредува помеѓу работниците и работодавачите. Социјалниот диалог е трипартитен. Кога зборуваме за минималната плата, колега, и за општиот колективен договор. Да, општиот колективен договор го потпишав јас, за да воспоставиме систем, колега, на плати. Затоа што вие кога дојдовте на власт, потпишавте колективни договори со неколку министерства, не со сите, и вие го направивте тој хаос да сега на иста позиција административци земаат различни плати. Општиот колективен договор ќе го средеше тоа. И во делот на минималната плата, законот за минимална плата, да, воспоставува систем кој што го бара и Меѓународната организација на трудот и директивите на Европската унија. Меѓутоа, во услови кога имаме инфлација, кога имаме покачување на режијски трошоци, кога имаме намалување на куповната моќ на граѓаните, владата е должна да прави политичка интервенција, како што сме правиле и ние наназад, и да ја зголемува минималната плата надвор од методологијата, не да ја укине методологијата. Меѓутоа, во одреден момент да прави политичка интервенција, а методологијата и понатаму да продолжи да се практикува. И тоа е решение, и тоа е вистинска грижа за граѓаните, односно за работниците. И токму затоа го донесовме, предлогот го поднесовме во собранието,
за минималната плата, за да обезбедиме достоинствен живот на секој работник. За да вие со 24.400 минимална плата не можете да обезбедите најосновни екзистенцијални потреби, да завршам. Сакам да посебно завршам прашање, што точно предлагате само малку, со- да завршам затоа што согласно сите пресметки ќе се покачи минималната плата за 1700 денари. Вие со 26.000 денари може да живее едно 4-члено семејство? Ќе обезбедите достоинствен живот? Не може да Во овој обезбедите. круг, ајде, Хакон. Да, јас би сакал да искоментирам нешто што апсолутно не се согласувам со колегата Пренџов. Не е точно, тоа историјата на Македонија особено го покажува, дека работникот не може без капиталот. Особено за ова е сведок историјата на Социјалистичка република Македонија. Нашиот работник не само што ги избрка окупаторите, туку и без капиталот ја изгради оваа држава. А капиталот, буржуазијата во тоа време соработуваше со окупатори. Добро, но Не, тоа не, се смени системот, ние сменеци, не, апсолутно. заработуваме во приватниот сектор. Не, тоа не е точно, тоа не е точно. Како не е точно? Не е точно, најголем работодавач е државата во време. Математички точно дека е Математички најголем. точно, само уште нешто. Значи, македонската буржуазија потроши толку многу македонци и уште повеќе избрка од држава, за сега само за да си го зачува сопствениот луксус, увезува друг народ. И тоа им го овозможи токму владата на ВМРО-ДПМН, која што оваа година дозволи да влезат 10.000 работници странци. Што значи дека притисокот за зголемување на платите сака да го намали со тоа што се увезе работници од странство. Неконкурентна работна сила сакате, односно конкурентна за пониска цена на Имено. трудот. Значи не сака да ги плати нашето- своите, не сака да ги платат своите работници, кои што минималната плата, дури две минимални плати не ја исполнуваат. Да. Кошничката синдикалната кошничка не ја исполнуваат две минимални плати. Значи двајца во семејството ако работат и примаат минимална плата, не можат основните потреби за едно 4-члено семејство за достоинствен живот да ги задоволат. Тоа е поразително. Добро. Јас само кратко ќе искоментирам, мислам дека прво ви благодарам претходно полого излагање, сакав добро да објаснам што е државно, што е приватно, мислам дека тие се ставовите кои што ги споделуваме, но на кое сакам да го истакнам се две работи. Јас немам проблем за ова кое што го кажува колегата од Левица, тие си имаат своја идеологија и тоа е нивно, но само да знаете, не знам колку знаете, не левичарска влада, туку законот за минимална плата во Република Македонија донесен во 2012 година. Значи до 2012 година и цели 90 години ние сме немале закон за минимална плата. Во поглед на колешката Тренчевска, две работи. Првата работа е тоа дека зборувате за инфлација. Јас ќе ве потсетам дека во 2022 година инфлацијата беше 14,2%, а на храна и пијаловци беше повеќе од 50% инфлација. 2023 беше 9,4%, а на храна и пијаловци беше над 35% и тогаш вие за некои 10-15 до 20% кажете минимална плата. Тоа е прва работа, тука треба да биме честни, затоа што денес во 2025 година имаме 3,9% инфлација, лани сме имале 3,5%, а во 2006 година ќе имаме 2,5% инфлација. Тие се проекциите до сега како излегле, така ги погодуваме со и тоа може да биде преку економскиот раст. И трето, колешке, па да бидеме на чисто, законот за минимална плата со односот на инфлацијата и трошоците на живот, кои што вие сте ги припишале во законот, ние дословно ги почитуваме. И јас само ви кажав дека тоа е разликата помеѓу нас и вас. Тоа што вие одење подпишувавте колективни договори, кои што ние ги почитуваме, а ние велиме вака. Ние го почитуваме тоа што се да само го донело, ние ќе го исплатиме тоа, знаеме дека е малце, ви ги набројав по сектори, како секаде од 30 до 48% ги покачуваме платите до крајот на овој мандат. Да немаме утре, јас ви носам нешто, ви ветувам, за вие мене да ме гласате, а утре ќе го излажам. До крај на мандат, секој од пензионери до социјални работници, преку образование, школство, армија, полиција, добија покачувања, бидејќи има искрени разговори со нивните синдикати и премиерот, и уште една реченица, и сега очекувам во четврток, оние 7700 вработени, и нивните представници во Гранковиот синдикат да дојдат во владата, да разговараат и на крај да ги добијат и тие нивни 40%. Со тоа
државата праќа порака и до приватниот сектор дека истиот треба да се грижи за водите. Но велиме ние, вие ми у себе договорете се, ние сме тука тоа да го поддржиме. Изгледа кога зборите Тоа е реалноста, не е за кој таа, сме колега. гласале заедно. Вие во 5% сега зголемувате, 28. Уште 5%. Колега, не е така. систем. Зошто Вие морате го да рушите манипулирате? системот. Не е точно. Наместо да склучувавте колективни договори на ниво на работодавач со поедини министерства, требаше да ја испочитувате одредбата од општиот колективен договор кој што е јасна, кој што ќе воспоставеше систем, колега. И кога зборуваме за инфлацијата, да, 2022 беше 14,2% годишната инфлација. Меѓутоа, таа година беше година на енергетска криза и најмногу заради поскапувањето на енергензите беше оваа ниво на инфлација. Денес инфлацијата е 4,1. Вие во буџетот кој го поднесувавте за 2025 рековте дека ќе биде 2,8. Да со ребалансот ја зголемите проекцијата и каже дека биде 3,5. Но цените на прехранбените производи ви се многу по инфлацијата кај нив е многу повисока, кај транспортните трошоци е многу повисока, кај енергенсите е многу повисока, колега. Ние успеавме од 14,2 следната година, која се уште беше глобална криза, да ја намалиме на 9,3, да во 24-та година ја намалиме на 3,4, колега. Сега сакате да ми кажете Така, дека во да. 2022 година на ден по 3 пати не ги менуваат цените во маркетите, не расте, дека сега цените растат, мислам. И сега со Како да продолжиме да со оваа дискутираме? минимална плата, колега, Сега треба во друга со тема оваа сега. минимална плата, Ајде, тема да завршиме, семејството може цени да завршиме. не може да издржи. Ама не може од тема на Затоа тема, ви како реков ви дека одговара владата тоа? мора Ајде, да добро. интервенира Следат надвор луѓето. од методологијата. Да, и кога зборуваме за покачувањето на минималната плата, па во мандатот на Социјалдемократскиот сојуз која беше која предводеше владата, најголеми скокови на минималната плата имаше тогаш, колега. Не зголемувавме за 1000 или за 1500, зголемувавме за многу повеќе. Вие ја оставивте минималната плата, само да завршам, од 2016 година 8000 не сте на завидно денари, ниво. 8000, Вие да, тоа што не ви продолжувате. одговара, Ма нека не ми не сме одговара. на завидно ниво. Минималната Политиките на плата расте, Социјалдемократскиот сојуз во делот на покачувањето на платата се евидентни и затоа имаме легитимно право да бараме покачување на плата. А вам, се онаа што не ви одговара, веднаш навредувате. Ве молам, коригирајте се и бидете коректни. Френческа, да, морав да една пауза кратка за реклами да направиме, ајде да се чуваме мислата и тезата, одиме, се гледаме повторно за кратко, реклами па назад во студио. Ајде овој круг со претеникот Исмаил да го почнам. Често се доведува во корелација порастот на платите со инфлацијата. Растот на платите дека е неопходен, но во тој кружен тек на економијата, секое зголемување надвор од тие методологии и од тие клучеви ќе придонесе и ќе притиска врз инфлацијата. Тоа е едниот аргумент и вториот се разбира продуктивноста на работникот. Па, таа првата теза која што ја кажавте е позната теза на гувернерот на сегашната влада. И на економистите морам да додадам, дел од Апсолутно не е економистите точно го дека растот на тоа. платите ја подига инфлацијата. Напротив, растот на платите прави прераспределба на богатството. Ако сакате вака попросто да се каже. Инфлацијата е директен производ на профитот на компаниите, затоа што нивниот профит не е ограничен. Ние имаме рамни даноци каде што компании со огромен профит плаќаат, дури имаме многу ослободување од даноци со овие странски инвестиции, така да растот на платите апсолутно не е поврзан со инфлацијата. Инфлацијата е директен продукт на профитите на големите компании, од таму затоа што тие цените можат да си ги играат како што сакат, затоа што немаат ограничување ниту на маржата, немаат замрзнување на цените. И ако сакате да зборуваме за инфлацијата како таква, сметам дека не може владата да ја контролира, туку намерно ја остава инфлацијата да расте затоа што им врши работа.
две вака клучни ствари кои што им врши работа. Едната е дека ќе добијат повеќе пари во буџетот, заради тоа што ќе има на повисоки цени, на големи повисоки давачки, цени. И втората која што е многу поважна, со инфлацијата, со растот на инфлацијата, они ќе прикажат фиктивно помал јавен долг, затоа што фиктивно ќе порасне бруто домашниот производ. И оттаму затоа ја оставаат инфлацијата да дивее. Буквално, а тоа е се на грбот на обичниот народ, а никогаш не се зема од работодавачите, од капиталистите, од оние кои што имаат многу повеќе од она што можат да си пружат достоинствен живот. Видете ги нашите бизнисмени, па тие толку се патриоти што парите не само што не ги чуваат во Македонија, туку ги чуваат во странство и во странски валути, разбирате. Значи, добро, сега тоа не е капиталистичко општество, тоа е изборот на граѓаните, на општеството. Добро, идеолошки, да. Јас сакав економски, Тренчевска навистина и гувернерот, мислам дека во една од последните своји изјави, па дури и гостувања тука, неговата теза е дека, нели, тој како чувар на стабилноста на курсот на денарот, вели дека се уште се соочуваме со ризици од инфлацијата, но дека еден од тригерите сепак е неоправданиот пораст на платите кој не е проследен со соодветна продуктивност, нели? Овие изјави на сегашниот гувернер ги слушавме и во 2022 и во 2023 кои се зголемуваа платите и минималната плата и останатите плати, па не предизвика зголемувањето на платите инфлација, туку предизвика други работи кои што допринесува да биде голема, особено во 2022 година. Тоа се цената на струјата која што нагло порасна во тој период. И она што и пред некој ден го слушнавме од гувернерот, дека Македонија, мислам, тоа се изјави спинови тешки, дека Македонија е рекордер во однос на минимална со просечна плата, дека нашиот праг ќе го постигнеме сега со зголемувањето на минималната плата во март, дека ќе го постигнеме тој праг од 57% да биде минималната плата од просечната плата, најнискиот праг е тоа, и дека Европската унија и Меѓународната организација на трудот дури имаат и праг кој што според гувернерот МОТ има, Меѓународната организација на трудот има 40, а Европската унија ше 50, што не е точно. Дека не е Меѓународната организација на трудот во својата директива, конвенција 131 која што го регулира минималната плата, нема статични проценти за колку треба да биде минималната плата во земјите кои што се потписнички, кои што ратификувале таа конвенција. Единствената насока која што ја дава оваа конвенција е да се води социјален диалог помеѓу владата, работниците и работодавачите, да се намали сиромаштијата кај работниците и да се обезбеди плата која што ќе биде достоинствена, кој што ќе обезбеди достоинствен живот. Ниту директивата на Европската унија не дава можности како да се преговара за минимална плата во земјите од Европската унија, меѓутоа не се вака фиксни границите. И она нека ги погледне колку е минималната плата во земјите во Европската унија, колку им е просечната плата, па да споредува да каже дека ние сме рекордер, затоа што ние во регионот имаме во моментот најниска минимална плата. Сите земји што се во нашето обкружување имаат многу повисока плата, а од пред некој ден во Словенија минималната плата се зголеми на 1000 евра. Креаторот на минимал не можам да ве разбирам, ве слушам, прво едноставно што кажавте. Европска унија, Европска директива, Народна банка, креаторот, и едноставно човек вака како ве слуша, помислува дека вие сте вака нова во политиката, никогаш не сте биле на функција, не сте биле министер социјална политика, не сте направиле закон за минимална плата кој сте го чиниле за ремек дело на
на договарањето помеѓу државата и работниците, што ние сега го почитуваме истиот тој. Немате доблест да признаете дека целиот јавен сектор има повисока плата. Немате доблест да признаете дека сите ваши договори колективни кои што ги прават вашите колеги министри сега пратеници, ние ги почитуваме. Немате доблест да признаете дека до 40% од клучните образование, здравство, школство, покрачување на платите. А паралелно со тоа не зборувате какви долгови се враќаат во државата. Многу добро знаете како министер дека само во 2024 година се вратени 950 милиарди денари. Дека во 2025 година се вратени 100 милиарди денари. Дека заклучно со оваа година 4,6 милиарди евра вкупно оваа држава ќе врати на дворечен долг, мадечен долг и камати кои што ги оставивте овдека. Не кажувате дека државата зема со 4,6 милиарди евра долг, кога што ние сега само за 3 години ќе вратиме уште нови 5 се задолжив за ваучери во Охрид. Ја не можам да ве разберам, ве слушам сега, како да не сте од тука, па кога човек ќе ве фати во вашата недоследност и немање на конклузија, тогаш почнувате да го повишувате тонот. Зошто има потреба тоа, колешки? Вие сте сега пратеник, тие политики кои што ги имале се поразени, јас овдека зборувам за работите кои што граѓаните имаат фајде, зборувам за принципиелни ставови, зборувам за вратени долгови, зборувам за 3,8 пати поголем раст од тој што сте го имале вие и вашата влада, и ако тоа го признаете и даете дополнителни ваши сугестии, тогаш многу повеќе ќе ви тежи и вашиот мовет, и вашето членство, и ке обичниот човек, и ке неутралните гласачи. Јас не можам да разберам дискусијава во која што од кога сме дојдени, значи таков еден напад, такво некое правење како да не сте од тука, како да вие ништо не знаете. Мислам дека не личи дебатава на ништо, бидејќи се треба ја да идам дома да ви извадам снимките како гордо како министер сте донеле закон кој што сте инсистирале дека која доја мора да се почитува. Сега ние доаѓаме и викаме да, ќе го почитуваме вашиот закон тенческа и уште плюс ќе даеме зголемување, иако немаме 15% инфлација, 3% инфлација. Јас ви да го поздравите тоа, дајете некоја друга тема со која што ќе се конфронтираме, вие онаму кој што се најслаби со викање, мислите дека граѓаните заборавиле, играте на кратка памет на јавноста и мислам дека тоа воопшто не е добра политика, а уште помалку сакам да учествувам во таква дебата. А колега, вие не може мене да ме разберете, затоа што јас се зборувам вистината наспроти вие кои што манипулирате и без факти зборувате. Не може да ме разберете, затоа што јас се борам за повисоки плати и затоа што и јас во мојот мандат, колега, од 2 години, само за 2 години, минималната плата ја зголемив за 7500 денари. И имам легитимно право да зборувам и да се борам за работниците. Меѓутоа, колега, вие не можете да не разберете и мене и моите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, затоа што секој ден ви ги вадиме криминалите и корупцијата кој што ја правите и тоа вам не ви одговара. Не може да ме разберете затоа што јас секогаш се потпирам на факти и на вистина, за разлика од вас, колега, кои што вие преку празни флоскули сакате да го убедите народот и секогаш кога зборувате за тоа како сме оставале долгови, како вие враќате толку од камата, толку... Па колега, и ние кога дојдовме на власт во 2018 година начекавме празен буџет со многу долгови. Ние, колега, не зборувавме за тоа колку вие нас не оставите. Ние се пативме за работа и работевме без да се навраќаме колку долгови вие оставивте. Вие 2 години, скоро 2 години, зборувате само заради вашата неспособност, затоа што не сте способни да ја водите државата на вистинскиот пат. Зборувате како вие враќате долгови, како државата била задолжена, па колега, вие секој ден ја задолжувате државата? Кажете ми една добра политика, бе колега, што сте направиле. Немате ништо направено освен празни зборови и празни убедувања и лаги на граѓаните. Само на реченица, јас нема да паднам на ова, туку една реченица само
Овакви навредувања имате секојдневно, потоа ве тужат. Кај е тоа 3 дена навред? му се извинувате Кај? на премиерот од партија, официјално извинување по судски пресуди. Сега Каде? гледаме на портпаролот Кажете на го владата зборот и што се ве извинувате навреди. како политичка Кажете го партија, зборот што ве па навреди. вадите вие криминали, вадите, добро, навредувате, кажете го нема зборот што такво ве нешто, навреди. нема такво нешто, не како политичка партија сакам да кажам, набедувате, измислувате, креирате, потоа ве тужат, се извинувате јас- и немате јас срам. и вие зборуваме. Немате срам. Вие мене Значи, сега- вие немате срам, на премиерот Зборувате 20 пати за- кога партија да му се извините кога сте оклеветеле, сега губите судски спорови и од портпаролот на владата ве добила на суд Колега, и вие зборувавме за упорно за сметате дека дебатата. стопат и кажа на лага ќе стане вистина. Нема да стане господ Тенчевска вистина, ние ќе продолжиме со проекти, ќе продолжиме со покачување на плати, ќе продолжиме со враќање на овие долгови надворешни и внатрешни и кога ќе доаат избори граѓаните ќе не ценат. Колега, Вас ќе ве ценат само поедно, пред нас ќе неколку не ценат денови по ви работа и по излегува и проекти. јазници и работници токму затоа што во наводници ги зголемувате платите. Колега, зборуваме за она што јас го реков. Вие упорно повторно сакате да манипулирате, зборувате Да. за нешто што било. Да. Ајде да зборуваме за она што мога. сега го реков што не е, што сум навредила или што не е вистина. Тренчевска, предлогот веќе е адресиран до Доставен до собрание. Имаме ли очекуваме некој да вид стане. кога да се стави, кога ќе се стави на дневен ред? Па треба да се стави на првата Така е, седмица, да. Ова ви е втор предлог закон за втор обид, мислам 2024 дека имаше еден И за корекција 25-та имаше 25. еден. или 25 25-та беше. имаше еден обид и ова е, видите, не се работи за прв или за втор обид. Не, јас сакам да Затоа и прашам реков. дали Затоа и ова реков. што е напишано овде е издржано или Е вие сакате издржано. да се поентирате како Не опозиција која што е прашана и ве например како Принџов што вели ако толку се грижевте за стандардот зошто во ваше време не побаравте овие 40%, односно не спроведовте раст на платите за 40%. За 180% во времето на Социјалдемократскиот сојуз се покачи минималната плата. И тој факт треба сите да го знаат. Тоа што Од значи 8.000 денари минимална плата во 2017, во 2024 22.500. Така да имаме легитимно право заради нашите политики во делот на платите, не само на минималната плата, и на просечната плата и на останатите плати. Имаме легитимно право да бараме да се покачи минималната плата. Добро. Затоа што и ние во нашиот мандат, јас кога дојдов министерка, јас дојдов министерка во јануари 2022 година. Во март 2022 година интервениравме со политичка одлука, ја качивме минималната плата на 18.000 Тоа беше најголемиот и скок го во апсолут- воспоставивме во апсолутен износ, и го мислам. воспоставивме системот, Да. методологијата, Да. системот Идем на плати. да, сакам Така да да прашам ова за е тоа. реалност, само доколку се има политичка волја и слух од владата за работниците. Погледнавте ли ова како политичка партија парламентарна предлогов? Не, уште го немаме погледнато, но И предпоставувам вие дека како и тоа премиерот, уште од така 2005-та, рече. туку мене ме интересира, мислам, по која логика вие прашувате дали е тоа издржано? Како мислите дека тоа е издржано? Мислам дека сте паднале на неолибералната пропаганда на премиерот. Не, јас мислам дека не може секој од ракав Ама да се чекај, каже и дека платата треба Ама да за- биде 1200 евра, например. Зошто па да не биде 900 Ама што треба да биде евра? издржано? Тоа треба да биде формално правно издржано. Дали е според деловникот, економски издржано. дали е според не. Како не? Значи економски Па не. мора да се знае структурата на економијата, Па се како- знае структурата мора на да се знае се силата знае структурата на економија. компаниите. Еве сега ќе ви кажам. Значи видете го само овој податок. Профитот во Европска унија на компаниите во националното богатство учествува со 40%. Дали знаете кај нас колку учествува профитот на компаниите во националното богатство? 60%. Ја разбирате ли вие која е таа разлика? Значи треба да се анализира структурата Значи на вие компаниите. сакате да ми кажете, мислам, кога велите дали е оправдано, дали можат да го издржат компаниите? Па секако дека можат, затоа Па и што компаниите гледам, се економијата. ама тоа не е точно, не е, економијата е се компаниите, но од тоа има најголем бенефит само собствениците Не, на јас кога прашувам дали е компаниите и издржано, нивниот например, зашто менаџерски тим. 600 нека се 780 евра минимална Јас тоа плата. Значи, не мора ми да беше се има намера, некој- не ми беше намерата некој Вал да ја репер. прашам. Да, Туку, како јавност. сакам да кажам дека да. јавноста падна на тоа дека премиерот Да. и оваа влада генерално со неолиберален мајндсет што вели
дали е издржано покачувањето на минималната плата со дополнително со оваа теза на гувернерот кој што е цел свој живот на државни функции, дека инфлацијата ќе се зголема. Тоа не е точно. Добро. Секако дека е издржано, затоа што интервенција. профитот на нашите компании учествува со 60% во националното богатство, што е многу помалку од просекот во Европа. И треба да се одзема тој профит од приватниот капитал и да се подели на работниците. Фала Богу. Само една кратка интервенција токму на ова ваше прашање. Во 2022 година кога покачивме минималната плата, токму оваа дебата се водеше дали економијата, дали приватниот сектор ќе може да го издржи товарот. И затоа го донесовме измените на законот за минимална плата, каде што введовме финансиска поддршка на компаниите за плаќање на придонесите од страна на владата, за да може да се амортизира. Владата, значи, имаат позитивни и добри пракси од минатото и да не биде толку суетна, нека ги прифати овие пракси и ако го прифати овој предлог закон, нека воведе поддршка на оние компании кои што мислат дека ќе им биде терет за да им го плаќа придонесот на разликата од сегашната минимална плата до она што би ја воспоставиле. Ринџов, во таа политичка прагма и реалност, секој немаков предлог кој гласи предлог за зголемување на плати, ја тестира и самата власт и не се по правило не значи баш добро поентирање за власта кога нема да поддржи едно вакво решение кое вели дека треба да го подобри стандардот на граѓаните, нели? Тоа ска видите вака, јас Тоа го знаете ако како опозиционери добро, точно нели? тоа, но така ја започнав целата оваа дискусија после со марихуаната, дека оваа тема е многу важна и дека оваа тема опфаќа два дела, како држава да се однесува према тие што има работодавач и како го поттикнува приватниот сектор да се однесува према оние кои што работат таму. Она кое што е добро е тоа што иако по 7-8-9% расте минималната плата, односно расте и платата која што ја добиваат државните службеници, значи јавна управа, гледам дека над тоа оди prosечната плата, тоа значи дека и платата во приватниот сектор расте. Доколку таа не би растела повеќе од она кое што државата го покачува на своите вработени, тогаш ќе имаме под 7% раст на prosечна плата, ние имаме над 10% раст на prosечна плата, тоа е добар знак дека приватниот сектор ги покачува платите во рамки на нивните можности, во рамки на луѓето кои што работат таму. Тоа е добро. Значи, приватниот сектор повеќе качува од државата, така треба да продолжи. Во поглед на ова, уште еднаш ќе го повторам ставот. Многу е лесно да седнете и да измешате баби, жаби, паушално да обвинувате, да терате дневна политика од социјален диалог или да терате дневна политика од она што значи однос на капитал и труд. Добре. Тоа е многу опасно. Затоа, приватниот сектор му требаат работниците повеќе или било кога. Работниците нормално работат во тој приватен сектор и јас сум убеден дека тие ќе најдат решение на обострано задоволство кое што државата Република Македонија тоа ќе го испочитува, ќе го поддржи и ќе го спроведе. Ако погледнавте ли ова како предлог, ме интересира, колеги сте пратеници. Предлогот е стигнат до собранието, не е се уште дистрибуиран до пратениците. Не е уште дистрибуиран, не е електронческа, значи немаме. Јас денеска бев во собрание, утрово бев, не го се уште никој не го видел. Предпоставувам дека утре ќе го доставам. Ма нема ништо комплицирано тука. Не. Не, добро, моето прашање како ќе се позиционирате, дали ќе се даде поддршка нова или не? Видете, мора да се цени трудот на работникот. Апсолутно. Не може еден час работа на работникот да биде 2,2 евра. Не може една дневница на работникот да биде 1000 денари. Не. Сакам тоа да го кажам. И ние мораме, затоа што минималната плата не е само кај приватниот сектор. Имаме минимална плата и во јавниот сектор. Ние мораме да го цениме трудот на работникот ако сакаме да биде и продуктивен. Само добро платен работник е среќен работник, кој што може да се вложи уште повеќе и да стане уште Ама не е точно тоа дека не се продуктивни работниците. Апсолутно не е точно тоа, го покажуваат профитите на фирмите дека се продуктивни. Да создава повеќе приход, да биде уште попродуктивен, треба да биде добро платен, да може дома да однесе доволно средства за да може да го социјалната состојба е многу подобра на се разбира, знам, да. Вака, јас сакам да завршиме конструктивно. За една минута, да.
верувам ќе согласиме да имате различни идеолошки призвуци, тоа јас го почитувам. Но Јас не бегам од она тие. што е факт е следното, е дека добро е што денес, 2026 година, она што гледаме од 2025 година, во приватниот сектор расте платата повеќе него ли во државниот. Тоа е добро. И добро е, без да се трудиме да фатиме некој политички поен, да ги оставиме, да се договорат, многу си требаат едни на други, како никогаш до сега, не е ова 90-те години кога работниците не беа третирани соодветно, сега секој бара работник добар повеќе, да се договорат, а ние заедно, и како власт, и како опозиција, како држава, тоа ќе го поддржиме, ќе го поттикнеме и тоа ќе биде добро за сите. Тоа е државнички призвук на работите, а не како што ние вашиот подпис го почитуваме и по вашиот закон покачуваме минимална плата, така почекајте да се договорат. Меѓутоа ние не зборуваме за тие кои што работат и на кои што им се зголемуваат платите. Ние зборуваме за минималната плата, колега. И тука е таа разлика меѓу нас и вас. Ние се грижиме за сите. Ама на маса и зборува плата се покачува на секој работник, значи. Просечната плата се качува и заради покачувањето на платите и во јавниот и во приватниот сектор. И заради таа годишно нивелирање со минималната плата. Меѓутоа моето прашање и мојата заложба уствари е покачувањето на минималната плата. Не може семејство да живее со 20, нека и со 26 колку што ќе биде. 26.000 не се доволни за еден достоинствен живот на Ренчевска, за работникот. колка корпус на граѓани изборуваме, како Затоа, се тие математики се менуваат со минималната плата, колку Некаде приматели имаме на ниво во на државата мислам дека има околу 40.000 на минимална плата. Тоа се главно трудово. Мислам дека се Меѓутоа, помалку, 40.000, исто многу повеќе се помалку. тие што се блиску до минималната плата, а кои што не се Мислам, офаќаат. подеднакво И на важно. нив треба да им се За зголеми. многу малку што За многу ги малку кране, што за да не што влезат Франческа, во минималната плата. Сте се Така, важни, не се само минималната Да, плата. готово. И оние другите. Апсолутно, ама Не, не, кој ќе истовремено расте е важно- минималната плата, ќе има раст Истовремено е на важно, се, колега. истовремено е важно Тоа да знаеме треба- дека како никој до сега. Како пратеници овој треба да се период, согласиме и минималната луѓево, плата да биде поголема. Така е, но истовремено. И тука ќе се Тренчевска, почитуваме завршуваме, си. да, со вас. државотворност ве молам. Знаеш што, многу е важно да погледнете во камера да кажете алал да име на луѓе, независно кој се во влада, што за нецели 2 години повеќе од 4 милиарди враќаат по срадски Ја добавени тука имам помошти. подпрашање, но нема Паралелно качуваат плати. завршуваме, ве молам, Да видиме, завршуваме. многу објективни да Јас видиме. морам- Повеќе од 4 Повелете, милиарди, да, 4 хектар. милиарди, 4 меѓутоа кома нешто се, ние 4 милиарди и 30 ви ги милиона. враќавме сите Има. долгови за скопје Ве молам, 2014, завршуваме. а најголем дел од овие долгови кои што вие ги враќате се за да можеме економијата да Не, не, зачуваме. Завршуваме и кризата. Исмаел. Колешке, значи ова не треба да се дозволи вака. Значи ова е манипулација, не е точно дека владата не се меша. Владата не се меша кога ќе дојде за да заземе страната на работниците. Во суштина се меша, заради тоа што притисокот кон работодавачите го намали со тоа што дозволи 10.000 странски работници да бидат увезени. Значи тоа е поентата. Владата се меша, но се меша на страната на компаниите, односно на страната на бизнисмените. Унгарскиот кредит кому се подели? И дури Развојната банка не ги ни дава податоците кои фирми ги земале парите. Значи владата се меша, но се меша на страната на работодавачите, а не на страната на работниците. Мора да завршиме. Пренџов точно се раздолжува 4 милиарди евра. Поентата моја тука економска е дали се раздолжуваат со пари од резервите кои што ги создаде економијата или зимаме нови долгови за да раздолжиме стари долгови. Тоа е многу голема разлика. А дека мора да ги вратиме, мора. Во спротивно, ако една држава не исплати долг, тогаш таа држава е во банкрот и секој оди по ѓаволите во таков за да биде случај. јасно еве за граѓаните. Секако мора да ги За да вратиме. биде јасно и за Немаме избор. граѓаните, знаете што? Завршуваме. Од 92 година, од кога ние почињаме веќе се задолжуваме како држава, до 2017 вкупниот долг сите влади заедно што го направиле, додека не доаѓа на власт, е 4,7 милиарди. Значи за 30 години државност 4,7 сме задолжили. Ние сега за 2 години враќаме 4 милиарди и 30 милиони. Да знаете колка е огромна бројка на Ма пари. јас знам, тоа што мора да се врати ќе ги има. Голната моќ на тие пари сега е многу 700 различно. милиони Да евра, вие вратиме се заедно, задолжувате. како држава враќаме Вие теческа, се не враќаат, те задолжувате. враќаме. 1 милиарда, Се тие задолжите, 300 кај ви ако одат, за колега? Пинчов, ако го враќаат, плаќате долгот, да. зошто onda расте јавниот Ве долг? молам, завршуваме, да.
Затоа што наместо да вратат 700, допрекме, да ќе се земат целосно, откажете ли од земат тие 1 милиарда проценти? Вемо, Клучното тие прашање, 300 Дали од прашање, функционерското клучното- зголемување на платите ќе има Не знам дали ќе има откажување функционерско година? зголемување на платите, тоа мислам дека во март април ќе видиме како ќе биде, но суштината е како 750.000 вработени во Република Македонија да имаат подобар живот. И ние за тоа се залагаме. Тоа е клучното прашање. Не, Мора добро, да клучното има- прашање се и Тоа платите е на клучното Не, да има, функционерите. не, кога зборуваме Завршуваме, за да. покачување, не смее да има покачување на функционерите плати, кога немаме Плани реално имаше покачување. откажување од И зголемувањето, преклани. И преклани. Имаше 2 години Затоа плати, имаше. прашувам, бидејќи има информација дека може да се случи и годинава. Почитувани завршува 24 анализа, ви благодарам за вниманието.